Да си кажеме добре дојдовте. Во време кога реалноста делува како лоша представа, театарот останува едно од ретките места за потрага по вистината. Нашиот денешен гостин го користи токму тој простор за провокација, преиспитување и длабоко човечко соочување. Со нас е режисерот Синиша Ефтимов, автор на голем дел од најзначајните и најкоментирани представи во последниве години. Добре дојдовте, Синиша. Добре дојдов. Зад нас е една театарска сезона, би рекол, во која имавте, повторно одбележавте, дадовте печат на свој начин, овој пат со представата 12 во МНТ, премиера во ноември, од тогаш наваму речи си е невозможно да се дојде до билет за представата. Сите се исполнети, секогаш исполнета. Сега уште една представа на Охридско лето на 17. На 17 јули, да, играме. Тоа е последната фактички за оваа сезона. Да, па не знам што да кажам, мислам, у принцип не е ништо што би ме изненадило. По принцип работам представи кои што свесно размислам на тоа да се играат долго време, да бидат долготрајни и да бидат барани од публиката, она се разбира, не секогаш може да се погодат тие две работи, нели? Едно се моите желби и намери, а друго е она што публиката го бара. Меѓутоа, ете, јас ја имам среќата најверојатно да се погодам секогаш со публиката и најверојатно успевам да ги погодам токму онаму каде што тие ќе посакаат повторно да се вратат да ја гледаат истото. Да, рековме распродадена, тешко се наоѓа место. Според тоа, значи 12 ја оправда довербата, очекувањата. Дали се такви и реакциите на луѓето кои ја гледале представата? Па мислам да, 90% најверојатно се, секогаш има некои 10% кои што знаат или мислат дека знаат дека може и подобро. И во 12 ги собравте сите актери кои значат, како има и презиме нешто на театарската сцена во Македонија. Кога во една пригода ми беше Тони Михајловски гостин во Да си кажеме, го прашав зошто досега не се собра тој ансамбл во МНТ во една представа, дали поради суети или поради други причини. Тони рече, не знам, веројатно Синиша се обиди и му успеа, претходно никој не се обидел. Па не, најверојатно поиманам, звучи застрашувачки кога ќе ги ставиш на хартија сите поред. Се разбира со сета должна почит на исто толку квалитетните женски актерки кои што се дел од нашиот ансамбл. Меѓутоа беше кои што се разбира се сакаат својата професија пред се и која ќе им предложиш добар проект, така нешто што звучи како текстуална предложка во која што секој може да се најде. Претпоставувам дека лесно е да се договориме. Јас сите овие луѓе ги познавам многу одамна, како што и самиот кажавте, апсолутно секој еден од нив има влијание во развитокот на мојата кариера и онда кога дојавме до оваа ситуација, декларација на нашата неспособност и потоа додавате дека живееме во луда доба и дека цивилизацијски девалвираме. Како режисер, како се справувате со тој бес и со таа загуба на вредности? Дали преку овие представи, преку режирањето се обидувате да разбудите совест или едноставно сакате само да ја опишете реалноста? Совеста одамна е заспана. Ја не се ни обидувам веќе да ја разбудам. Има полно мои професори, фактички и нашиот факултет и воопшто нашата фела се обидува да прати порака некака цело време во обид да го промени светот. Ја во принцип ако сакам да пратам порака, пишувам SMS или писмо или нешто. Јас само ја коментирам реалноста и се обидувам да се борам со сцената реалност на начинот на кој што креирам. Така моите креации се фактички одговор на реалноста во која што живеам. Меѓутоа во ниеден момент не се обидувам да ја променам затоа што сум разумен човек и мислам дека не можам јас да го променам светот, можам да се променам себе си и преку тоа да го променам мојот светонаглед и мојот круг на живење. Меѓутоа тоа е само мал промил во обидот да се промениме себе си и да го промениме светот. Мислам дека живееме во не толку спектакуларна доба од историјата на човечката цивилизација воопшто и тонеме надоле, гледаме секојдневно на вести, гледаме секојдневно на дебатни емисии, проблемите со кои што се соочуваме, предизвиците со кои што се соочуваме и кои што се обидуваме да ги решиме, за жал се истите од пред 100 години. Истите од пред 20 години, истите од пред 1000 години. Не научивме ништо, историјата се повторува, одиме во круг цело време, се менува само технологијата, технолошките достигнувања, наместо да ги трошиме и да ги користиме за конкретни и паметни работи, ние
буквално деклинираме цело време. Добро, велите во описот на представата, живееме во луда доба, нонстоп. Така било секогаш? Сите сметале дека живеат во луда доба и ова не е наш ексклузивитет. Од кога сум јас роден, дефинитивно. Меѓутоа, кога ќе прочитаме и историја, гледаме дека многу големи умови во своето време мислеле дека живеат во лудо време. Веројатно. Добро, и велите, времето немилосрдно не гази, историјата револвира во неверојатно совршен круг, огледалото не постои за рефлексија на собствените постапки, туку само за средство за задоволување на ниски страсти и суета. Во таа смисла, во ова лудо време, дали публиката која доаѓа на вашите представи е сведок или соучесник на овие драматични случувања кои... Не е сведок, ова е соучесник. Сите сме одговорни. Сите до еден сме одговорни за сето на што не се случува цело време. Секој некој што покажува со прст кон некој друг е апсолутно повеќе одговорен од оној кон кого го покажува. Зашто, в принцип, ја следам прости правила во животот. Ако сакаш нешто да промениш вистински, обиди се сам да го направиш тоа. Седур се жалам за состојбата на државата, на градот, на малото, на влезот мој, а не правам ништо врска со тоа, најверојатно ништо нема да се промени. И ова е за секој од нас, за секој еден од нас. Значи, сите ние сме одговорни за било која промена која што сакаме да ја направиме. Се додека покажуваме со прст или пишуваме пост на било која социјална мрежа, џабе, ништо нема да се промени. Добро, но оние луѓе кои доаѓаат на представата не излегуваат замислени? Веројатно поентата е да излезат замислени за тоа во какво време живееме. Ако стигнале кај мене на представа за да бидат замислени, онда нешто има сериозен проблем. Мислам дека апсолутно сите сме свесни за состојбата во која што се наоѓаме. На светот има 7 активни војни. Буквално од дента од кога сум јас родено, на секој ден кога ќе пуштиш на вести, има само лоши работи на вести. Значи, само слушаме за не знам, војни, појма немам, да не навлагам, али јасно ми е што сакам да кажам. Овој принцип, мислам дека можеме подобро. Многу просто. Мислам дека можеме подобро. А ништо не правиме врска со тоа. Добро, тогаш чуму се тие представи? Само да не насмеат како вентил? Апсолутно, да. Еве, 12 конкретно не може да ве нас. Али поентата моја, јас сум забава, јас сум дворската луда. Ако Македонија е еден двор, еден замок, има крал и кралество, се обидам да направам паралела, јас сум онда дворскиот шут. Јас сум овде за да ви посочам на вашите недостатоци и да се насмееме на нив. Меѓутоа, секако не можам да ги променам. Ако дојдовме дворскиот шут да ги менува работите, онда сме во сериозен проблем. Театарот е средство измислено за ентертејнмент, забава. Мора да биде забава. Мора да биде забава дури и кога кажува сериозни работи. Поентата на мојата работа е да кога вие ќе дојдете кај мене во театар и гледате моја представа, после 2 часа искочите, да кажеме прочистени. Сте доживеле нека приватна катарза и едноставно сте заборавиле на сите премрежија предизвици кои што ви се случуваат во текот на денот. Од моментот кога ќе го отворите вашиот мобилен телефон или ќе пуштите утринска или било што. Што е тоа што театарот може да го каже, а другите медиуми не? Па во моментов многу повеќе од другите медиуми. Во театарот се уште тоа е една од добрите ствари. Се уште постои многу храброст. Знаете, медиумите мораат да калкулираат со информациите кои што ги лиферуваат. Во театар можам да кажам било што. Театарот е доказ дека постои се уште уметничката слобода. Апсолутно, да. Добро, 12 е инспирирана од филмот 12 Angry Men. Адаптација на тој филм. Кога пристапувате кон адаптација, колку чувствувате слобода да отстапите од оригиналот, да ја задржите автентичноста, а сепак да одговорите на новото време, бидејќи се работи за дело од пред десетици години? И повеќе. Знаете како, повторно се враќаме на онаа приказна дека историјата се врти во круг. Во тој смисол и идеите се рециклираат цело време. Така да кога влегувам во адаптација, воопшто не се обидувам да го пренесам оригиналното дело. Тоа е само инспирација за она што јас сакам да го направам. Во дадениот случај тоа беше овој текст на Original Truth. Така да со сета должна почит на делото кое што го обработувам, јас се обидам да давам сосема една нова страница која што не била напишана до тогаш. Со истото дело.
Дали комедијата како драмско дело е само бегство или може да биде исто така подеднакво моќен коментар како и драмата? Како и тема што ја обработувате во И 12? комедијата е драма. Комедијата е смешниот дел од трагедијата, нели? Комедијата е трагедија плюс тајминг. Така да коментарот кој што го давате на сцена е секако присутен, независно од тоа дали ќе се насмееме на коментарот или можеби ќе пуштиме солза. Што е потешко во таа смисла да се режира вистинска комедија или искрена драма? Па денеска за мене е најтешко да се изрежира вистинска комедија која што публиката безрезервно ќе се смее 2,5 часа, час и половина, колку и да е. Многу е лесно денеска да расплачеш било кого. Можеме да се расплачеме и 20, да сега во овој момент можеме да плачеме од време во колку е топло, до во која ситуација се наоѓаме као држава, во која ситуација се наоѓаме као свет и така натаму. Така да нема полесно нешто од тоа да расплачеш човек. Ја мислам дека ни е преку глава од трагедија и мислам дека мораме да ги заборавиме, да се обидеме, дојдеме напред. Во едно интервју од пред 10 години велите, мислам дека беше завестникот Вест, мрзата ќе не упропасти. Така беше насловот, добро се сеќавам. Апсолутно, не работиме ништо. Како генерално И не зборувате? упропаствува, не упропаствува. Генерално зборувате? Да, генерално зборувам, ова се разбира, не можам да бидам конкретен во ништо што зборувам, затоа што све што се случува у принцип е глобално. Ја воопште не ги гледам работите локално. Значи, дали една или друга или трета влада се менува, ние се уште се бавиме со основни проблеми. Ние не одиме напред, ние тапкаме во место. Вие ќе тргнете нешто, па јас ќе го прекинам пошто сум дошол после вас. Па после вие ќе се вратите, па цело време одново почнуваме, одново ја полниме чашата вода. Дај да испиеме и да наполниме нова, ако не е проблем. Поинтересно. Но кога зборувате за ова не е во прашање мрза, нешто друго е. Ма и мрза. Ја мислам дека имаме многу теоретичари, многу експерти. Еве ги гледаме секојдневно и кај вас на медиуми, ги гледаме и во сите други медиуми. Стручната јавност, така сакате да ги нарекувате сите. Вие многу ми е интересен тој наслов. Стручната јавност ми е фасцинантно дека сите го употребувате. Ова е моја мала критика кон вашата фела. Ова е затоа што у принцип сме робови на тагови, на имиња и ништо повеќе од тоа. И онда доаѓа стручната јавност и ни кажува како треба стручно. Меѓутоа, никој не фаќа ништо да сработи. Сите имаме мислења, сите пишуваме трактати, сите имаме дебати, разговараме на темите. И на социјалните медиуми. И онда се наоѓаме во скечот на Монти Пајтон, така, People's Judea Front, така, кој што тројцата разговараат за како да го ослободат својот соборник, меѓутоа никој не станува да го ослободи, него разговараат како ќе преземат иницијативи за ослободување. Ете така и ние. Вчера баш или Сабајле видов на вести, Бенџамин Нетањаху предложил иницијатива за Нобелова награда на Трамп. Фасцинантно. Тоа е комедија. Трагикомедија. Тоа комедија, јас би рекол, чиста. Добро, и како се справувате со тие загубени вредности? Ви го постави прашањето. Кој е вашето бегство? Вашиот вентил? Работа. Само работа, за да не ме убие мрзата. Добро, кога последен пат некое дело што сте го поставиле на сцена ве натерало и самите да преиспитате некоја ваша длабока вредност или став? Секој ден. Нема потреба да работам представа за да го правам тоа. Секој ден се преиспитувам, секоја моја постапка, секој мој изговорен збор, ова интервју кој што денеска го водиме овде, па ќе го прегледам и после тоа сигурно ќе најдам десетина работи кои што пред се најверојатно погрешно сум ги срочил, па ќе се обидам следниот пат да бидам подобар. Меѓутоа мораме сите да работиме на тоа да бидеме подобри луѓе секој ден. Секој ден, гледајќи се во огледало, фрлајќи го ѓубрето од пред врата доле во контенер, преку ден затоа што навечер доаѓа. И ме разбирате, значи основните работи да си тргнеме секој од својот двор, мислам дека многу подобро може да биде. Меѓутоа, не знам зошто, не можам се уште евидентно знам доста на тема, меѓутоа не можам да диагностицирам каде е изворот на проблемот. Уште тоа не сум го нашол. Кога последен пат бевте во ова студио пред речиси 2 години, во 2023-та, ги поставивте на сцена Ало и уште неколку представи во театар комедија и рековте малку ќе одморам, ми треба пауза, но веднаш по излегувањето од студиото после 5 дена прочитав Синиша Ефтимов работи нова представа Илуминати, после тоа брзо ја поставивте. Да. Па еве 12, нешто во меѓувреме сигурно пропуштам, бевте ангажирани по други театри. Прашањето е, не чувствувате замор
од време на време со оглед на тоа што и во најавата кажав, факт е дека сте еден од најкоментираните, највредните, најплодните режисери во последниве години. Вашите представи се играат и на театар комедија и во МНТ и во други театри, на сцените ни цела Македонија, да. И сте многу ангажиран. Да, Значи, контра мрзата сега. Излажав кај вас, излажав кај вас. Контра мрзата. Па не, јас се обидам да работам цело време, би сакал навистина да одморам, би сакал да одморам и најверојатно ќе одморам во еден момент кој ќе престане интересот за мене, на секој чудо за 3 дена, ете, јас сум дворската луда сега, можеби за 3 години од сега нема да бидам. Како и да е, давам све од себе да работам. Она што е најбитно е го работам она што го сакам. И кога работиш тоа што го сакаш, дури во најтешките моменти, дури кога си најуморен, сепак си таму каде што знаеш дека го работиш она што најдобро знаеш да го работиш. И онда тоа те теши и ти дава сила за она понатаму. Така да претпоставам сега сум ја во некоја зона во која што работам цело време, најверојатно ќе дојде момент кој ќе направи мала пауза од чиста причина за да емоционално се соберам и создадам нови идеи во својата глава кои што би сакал да ги пренесам на публиката. Ќе дојде и тој момент, во моментов работам буквално 200 на сат. Таква е ситуацијата. Имам доста да кажам, имам доста текстови кои што сакам да ги пренесам на публиката, имам доста драми кои што сакам да ги работам со различни ансамбли и уживам во тоа што го работам, така да се извинувам за лагата искажана во твојата емисија. А што ќе биде нешто ново за почеток на новата театарска сезона на есен? Во моментов работиме во театар комедија, една сосема нова представа. Се работи за аматери, авторски текст е фактички, не само мој, туку заедно со целата екипа која што учествува во создавањето на проектот. Тоа е фантастичниот млад ансамбл на театар комедија со кој што заедно работиме. Работиме фактички на смешната страна на историјата, на македонската историја. Во случајов и ќе се обидеме да направиме една приказна која што мислам дека ќе се игра долго како и сите други. Има и смешни страни во македонската историја? Па ја мислам дека има само смешни страни на македонската историја. Има и некои добри, мислам да се разбереме, смешно не значи лошо, се разбира. Меѓутоа јас сакам да гледам секогаш од смешната страна на огледалото. Значи, како влагаш во некој на циркус и она има дел со огледала, нели, кај што се дисторзирани одразите на личноста, токму тие дисторзирани одрази на секојдневието фактички сакам да ги пренесам на сцена. И тоа го правам. Велите и драмата и комедијата е драма, а имате поставувано и драми и вистински и комедии и вистински драми. Кога одлучувате кога работите некое дело, дали треба да се интерпретира како комедија или како драма? Принцип, односно да. по кој метод? Па нема метод. Принцип кај нас одредувањето на жанрот е малтене наметнато од самиот автор кој што го напишал делото, доколку јас не сум самиот автор, се разбира. Меѓутоа, јас дури и во трагедија се обидувам да ја видам смешната страна. Се обидувам да видам како ова може да биде смешно. Еве конкретен пример, затоа викам комедија е трагедија плюс тајминг. Човек оди на улица, има банана, се лизга на неа, паѓа, се убива. Него многу го боли. За него е страшно. Не стигнал дента на работа, може треба да иде у болница, не дај Боже може скршил нешто. Ја и ти гледаме од страна и може да биде, ако е спектакуларен, падот може да биде многу смешно. Добро, во тоа последно интервју што веќе неколку пати го спомнав, ми рековте дека се уште работите адаптации на познати дела, ги адаптирате на современото време. Внесувате ваша автентичност, се разбира, меѓутоа сепак е тоа текст од некој друг. Да. И дека кога ќе пораснете, сакате да станете и самиот автор? Па еве полека растам, да. Тоа не го споменав во овој нов проект. Фактички немаме вистински автор, немаме автор кој што има напишано текстуална предложка, фактички самиот текст го пишуваме во текот на пробите заедно со актерите. Задавам теми, задавам структура драматуршка во која што се движиме сите заедно и подоцна заедно ги создаваме буквално на лице место самите сцени кои што се разбира подоцна ќе ги пребациме на хартија за да можат да ги научат и да ги изиграат како вистински, а не импровизирани сцени. Се работи по еден метод кој се вика Харолд. Тоа е американски метод за играње во импровизирани услови фактички. Има едно правило, се задава тема, се задава локација и онда актерите влагаат внатре буквално
без никакво предзнаење. Има едно правило, она што јас ќе го кажам, вие морате да го продолжите со реченицата да и. Значи нема не, нема негација, мора да ја прифатите играта која што јас сум ја почнал. Прилично интересен начин на работа, возбудливо и за мене, возбудливо и за екипата. Влагаме во сосема нешто непознато, тера инкогнита тотална, така да јас сум многу возбуден. Мислам дека ова ќе биде една сосема поинаква представа, особено за оние луѓе кои што веќе љубат да одат на моите представи, се наводно некои фанови. Баш ме интересира на дали пријатно или непријатно ќе ги изненадам. На 15 октомври е премиерата. На 15 октомври театар комедија. Театар комедија. Добро, со оглед на тоа што ги подпишувате стюардеси, вардарски пастови, не се клади на енглези, илуминати, Атена со пенис, ке пропуштам некој, не знам која од тие е најгледана. Веројатно имате вие подобро. Најгледани се, сега ќе ви кажам, Сомнително лице е се уште најгледана од мената од 2007 и тука веднаш до неа се Сомнително лице има 200 и кусури, не ме фаќате за збор, не знам точно колку. Стюардеси веќе има 200 изведби, пастови каде да е следна година ќе има 200, така да тие се три некои најгледани. Во меѓувреме на некои други театарски фестивали, Петре Приличко, мислам ја работевте господја министарка. Господја министарка, да, ја работев сега во Велес. Таа е нова представа, се надам ќе игра долго на сцената. Добив и награда за режија за таа представа. Добивме и гран-при на Чернодрински со 12-ка, така да. И во таа смисла прашањето беше која од тие сите представи што сте ги поставиле, вие во мислите често пати се навраќате како вам најдрага, без оглед на бројките и што велат реакциите на публиката? Не, ја принцип си ги сакам сите своји представи, особено оние кои што се живи, а дури и некои кои што веќе не се на кои што веќе не се на репертоар. Например, една од за мене приватните неправди е тоа што Клетвата на Скотија се уште веќе не е на репертоара, тоа е една од моите омилени представи, например. Зошто не е на репертоар? Јас ја гледав, окей. Да, едноставно поема немам, немаше веќе доволно интерес за таа представа како и за овие други. Добро, и додека понекогаш се случува и тоа, се разбира. И додека растете, созревате и ќе пораснете како автор, која книга, филм или некој сценарио би сакале да го адаптирате во меѓувреме? Нешто што одамна ве мотивира и инспирира? Мислам дека е време за солунските атентатори. Мислам дека е време за една таква тема, можеби модернизирана, можеби во форма на филм. Појма немам. Ево овака. Од прва? Од прва. А што е тоа што ве тера толку и со оваа нова представа што ја најавивте како премиера 15 октомври со солунски атентатори да дзиркате назад во историјата, да се навраќаме повторно назад? Сите прават ревизија на историјата цело време и мене ми е малце досадно, па јас сакам да направам една сосема нова ревизија, можеби да ја препишам, пошто гледам дека сите ја препишуваат историјата како им одговара, нели? Мислам на крајот на денот и тоа и Черчил го има кажано, нели? Победниците ја пишуваат историјата, така да ќе се обидам и јас да бидам победник во еден момент да напишам некоја своја историја. Кога последен пат сте се смееле вие лично во театар? Цело време. На вашите представи? И на мои, и на некои други, да. Апсолутно цело време. Сакам да се смеам. Смеењето е здравје. И во тоа созревање како режисер и како автор, дали ставовите се менуваат? Дали размислувате сега различно од пред една година или од пред 5 години или од пред 10 години? Некои основни кои вредности ги задржавте, а што сменивте? Некои основни постулати по кои што јас се водам во животот, да бидеш чесен, да работиш и да си гледаш својата работа, да не изигруваш жртва, да даеш све од себе, да бидеш најдобар во она што го работиш. Тоа се некои основни постулати според кои што јас живеам. Да се обидуваш секој ден да станеш подобар човек. Меѓутоа, ако го тргнеме сето ова на страна, јас апсолутно имам различен став денес од вчера. И се обидувам да биде различен, затоа што ако размислувам исто секој ден, најверојатно не напредувам. Добро, а прашањата кои си ги поставувате, кои ги поставивте и јавно и во предговорот на представата 12, дали сме тука само за да ја раскажеме нашата приказна? Или уште поважно, колку чини човечкиот живот? Најдовте ли одговор на некој од овие прашања? Не, апсолутно, ова се тотално реторички прашања, констатации, повеќе само со прашална форма на крај. Не, се уште немам најден одговор, ги барам одговорите, ги барам, се обидувам да работам за да повторно се сведува се на тоа да станеме подобри. Мораме да станеме подобри, меѓутоа мораме да ги поставиме овие прашања ако воопшто сватиме дека не сме добри. Многу голем дел од човечката популација не сваќа дека тонеме.
Меѓутоа повторно не зборувате локално, веројатно зборувате глобално. Апсолутно глобално, никогаш не зборувам локално. Мислам дека ние сме само еден мал дел од пазлот наречен универзум. Меѓутоа специфични сме малку и како македонски граѓани, не ли? Па да, имаме превисоко мислење за себе како македонски граѓани, на пример. Меѓутоа мислам дека као граѓани на планетата Земја имаме превисоко мислење на себе. На крајот на денот ќе дојде некоја интергалактичка агенција како во книгите на Даглас Адамс и ќе каже: "Океј, дечки, овде поминува интерстелар автопат и ќе ве рушиме." И нема да ни има. Така да, не знам, ќе си отидат делфините, ќе ни кажат фала ви за циците риби, ја знаете книгата и референциите се надевам. Ако не, топло ви препорачам Автостопирски водич низ галаксијата, фантастична книга која што секој од вас мора да ја прочита. Добро, а велите имаме високо мислење за самите себе. Не мислите дека имаме комплекси и на пониска вредност и некои измешани комплекси и на висока и на пониска вредност? Па тука е проблемот веројатно или? Па не, затоа што и да е така, постојано трагаме по идентитетот уште. Па не, ворете, ама ајде и да е така, ајде да пораснеме, ајде да не трагаме више. Јас знам кој сум. Јас сум македонец, се викам Синиша Евтимов, живеам во Република Македонија. That's it, let's go. Мислам да идеме дале, да идеме понатаму, да видиме можеме ли да го освоиме Марс. Можеме ли таму да се бориме за своите права? Можеме ли да идеме надвор од галаксијата? Може ли да направиме едно еднакво општество за сите, у кое што нема да биде базирано на монетарен систем, на пример? Ајде да видиме некои сосема поинакви идеи. Мислам дека вака само тапкаме во место и не е до мене. Синиша, ти благодарам многу за гостувањето. Ви пожелувам голем успех и натаму во представите. Ти благодарам многу.